Следната пролет ќе возиме по нов автопат кон соседна Грција. Автопатската делница Демиркапија Смоквица интензивно се гради и е во завршна фаза. Според податоците на Агенцијата за патишта, досега е завршена 82% од изградбата на оваа делница долга 28 километри, која според динамиката би требало целосно да биде завршена во мај следната година. Се работи интензивно на терен, односно во моментот е фазата на асфалтирање и бетонирање. Од Агенцијата за патишта за телевизија Нова велат дека пробиени се двата тунела, изградени се 6 мостови, подпорните ѕидови, подпатниците и пропустите, а во моментов се работи на асфалтирање на сите локации. Изградбата на делницата чини 210 милиони евра, од кои околу 70 милиони се заем од Европската банка за обнова и развој, 130 милиони се од Европската инвестицијска банка, 45 милиони се грант од ИПА фондовите на Европската унија, додека од државниот буџет на земјава се обезбедени околу 6 милиони евра. Последни на увид на ново изградените тунели и мостови близу Демиркапија на коридорот 10, кои се кофинансирани од европските фондови, пред неколку месеци беа тогашниот евроамбасадор Иво Орав придружен од неколку амбасадори од земјите членки на Европската унија. Автопатот е финансиран од Европската унија, која даде повеќе од 40 милиони евра за овој инфраструктурен проект, автопатската делница Демиркапија Смоквица, која е во должина од 28 километри. Токму овие проекти се највидливи и се надеваме дека во скоро време сите граѓани ќе видат бенефит и ќе може побрзо да стигнуваат до граница. Автопатот има по 2 сообраќајни ленти во секоја насока со ширина од 3,5 метри, а поради тешкиот терен изградени се 2 двоцевни тунели во должина од 1200 метри, 6 мостови, од кои најголемиот ќе биде во должина од 660 метри. Автопатот има 2 клучки, кај Миравци и кај Смоквица, 5 надплатници и 7 подпатници. Според очекувањата на Агенцијата за патишта, првите возила по новиот автопат треба да возат во мај следната година. Освен делницата Демиркапија Смоквица, во моментов во Македонија се гради автопат до Охрид и автопат кон Штип.